2009-та најавуваше многу настани кои ќе обликуваат македонската иднина и историја. Беше година на избори. Се избираше нов шеф на државата и се избираа градоначалници и советници за општините во Македонија. Изборите беа важни за земјата од повеќе аспекти. По изборните нерегуларности предходната година, кои фрлија црна дамка на македонската демократија, беше особено важно да се спречат секакви случувања од овој вид. Излегов на овие избори за да поберам шанса од граѓаните да покажам како може домаќински и честно да се води главниот град на државата. Заедно со граѓаните ќе реализираме програмата која што имаме изготвено за овие локални избори, програма во која што има проекти кои што ќе ги решат клучните проблеми со кои што се соочува градот Скопје. Мерењата на јавното мислење, направени на почетокот на 2009-та, говореа дека поддршката за оваа партија е непроменета и дека се уште се наоѓа на исклучително високо ниво. Датумот за изборите беше поставен 22 март прв круг и 5 април вториот круг на гласање. Почна и изборната кампања. На изборите за представници на локалната самоуправа се бираа 85 градоначалници и 1391 советник. Се создадоа услови за вистинска интересна изборна трка, која директно ќе ги соочи визиите за развојот и перспективите на државата на двете најголеми и најмоќни партии во земјата. Ја мислам дека и локалните избори и изборите, пошто се совпаѓа изборите за председател, мислам дека беа во сенка на политиките на едната или другата партија. Градоначалниците нешто специјално не понудија. За локални избори, кои ќе дојдат избори, се знае девизот. Сите политичари лажат. Сите што идат во кампања, ветуваат, се и се што. Ќе ви направат чудо. За прв пат на овие локални избори за град Скопје се излезе со конкретна програма. Нормално таа програма беше правена во консултации со граѓаните, со анкетирање на граѓаните, што е она што граѓаните на градот Скопје сметаат дека треба да се реши во следниот 4-годишен мандат на новиот градоначалник. На овие избори, на локалните, излеговме со првата, со слоганот "Заедно можеме повеќе", укажувајќи на граѓаните дека сега кога имаме централната власт, доколку имаме градоначалници кои што се благопријатно наклонети кон владата да соработуваат со неа за доброто на граѓаните, заедно можеме да направиме повеќе. Овој слоган сметам дека беше еден од двигателите на развојот на градот Скопје. Имено сите ние знаеме дека никој сам ништо не може да направи. Туку напротив, треба во соработка со другите чинители тоа да го направи. Многу проекти кои што се реализираа во градот Скопје, доколку не беше таа сестрана или срдечна и наречам целосна соработка и со владата и со општините, голем дел од големите проекти на градот Скопје немаше да бидат реализирани. Повеќето места каде што се градоначалници од ВМРО ДПМН има одлична соработка, таа соработка е од полза за граѓаните што живеат во таа општина, добиваат градби, спортски сали или нешто друго. Додека да речеме во општини како што е Охрид или Куманово, Струмица, имаме проблеми. Да речеме во Охрид со години градоначалникот не ни дава да изградиме базен, не ни дава да изградиме фудбалски терен, спортски сали и така натаму, така што кој губи на крајот? Народот губи. Заради тоа што тој бил од друга партија и не сака да дозволи
владеачката ВМРО ДПМН да направи некои нешто да направи во градот, што ќе биде од корист за граѓаните, за да не ги добие наредните избори. Тоа е многу глупава филозофија, ама тоа е тоа. Главните играчи од албанските партии, ДУИ и ДПА, се соочуваа со подемот на новоформираната Нова демократија, предводена од Имер Селмани. Оваа партија, која произлезе од редовите на ДПА по нејзиното одбивање да земе учество во новата влада, иако беше дел од претходната, внесе една нова енигма, чии ефекти не можеа да бидат измерени пред изборите. Денеска, ако се осврнуваме на последните локални избори, на сите ветувања што беа дадени по разни програми од граначалниците, од советниците, од политичките партии, гледаме дека во суштина не се менува на многу драматично подобро или поголемо задоволство на граѓаните од ова гарнитура на градоначалници или советници во однос на минатата од 2005 година или таа од 2000 година. Резултатите со подеднакво големо нетрпение беа очекувани од сите инволвирани страни. Државната изборна комисија ги објави прелиминарните резултати. ВМРО ДПМН оствари уште една убедлива победа со која ги зацврсти своите позиции како владеачка партија. Социјалдемократскиот сојуз претрпе уште еден голем пораз во 2 последователни години. На локалните избори освоивме најголем број на општини во историјата на земјата што освоила некоја партија или коалиција. Скоро 60, ако не се лажам, општини, вклучувајќи го и градот Скопје, припаднаа на ВМРО ДПМН и мислам дека само 6 на СДСМ. Во албанскиот блок пак не се остварија предвидувањата за поголемо вмешување на Нова демократија во распределбата на гласовите. Се уште беа доминантни ДУИ и ДПА. 131 том македонска книжевност, опфатен периодот од 9 до 21 век, континуитет од најмалку 11 столетија, ексклузивна легитимација на македонскиот културен идентитет, на македонскиот културен континуитет и за функцијата на македонскиот јазик и книжевност во конституирањето на европската и светската цивилизација. Промовирањето на 130 томната едиција, дефинирано како настан од историска димензија, преку кој Македонија пред светот ја открива својата најзначајна уметност од Константин, Кирил и Методи, Свети Климент, епископ Климент и на сите македонски писатели од некогашна Византија, Самоиловото царство, македонското средновековие, преку 19 век се до денешно време и ја реконструира филозофијата и естетиката на македонскиот опстанок. Целта на овој проект, прв од ваков вид и обем, беше да се прикаже богатата и своевита слика на нашите високи и неоспорни книжевни вредности. Убавината на проектот Македонска книжевност во 130 томови треба да ја согледуваме во преплетот на генерациите кои со своите дела оставиле траен белег на македонската книжевна сцена. Интересна приказна, речиси како бајка е вткаена низ архитектонското раѓање на спомен домот на мајка Тереза. На местото на некогашната католичка црква Пресвето срце Исусово, урнатото здание сведок на првото духовно спојување низ првата причест на малата агнеза Гонџа Бојоџиу со Бога, сега е исправено ново показ на нашата почит кон неизмерно благородното хумано дело на мајка Тереза. Сеќавањата се единствениот архивски материјал од кој Вангел Божиновски ги составувал своите архитектонски визии за спомен домот во кој треба да ги препознаеме интимноста на детството на Агнеза Бојаџију и радоста на повторното раѓање на духот на мајка Тереза. Музејската постановка, фотографиите, личните предмети стануваат бесконечен сведок за импресионираноста на светот од хуманоста на мајка Тереза. Дел од натрешноста на спомен домот се и сакристијата, собите за сестринството на редот на милосрдието, за католичката црква, малиот амфитеатар и највпечатливата соба. Печатливоста и архитектонската нестереотипност на спомен домот се збогатени и со екстериерни детали кои ја надополнуваат символиката за духовната грандиозност на мајка Тереза. Оваа година истекуваше 5-годишниот мандат на председателот Црвенковски, кој на оваа позиција дојде по трагичната смрт на председателот Борис Трајковски, чиј авион се урна во Босанските планини во 2004 година. Председателствувањето на Црвенковски во последните 2 години од неговото времетраење беше обележано со тензичниот однос кој тој го имаше со владата на Република Македонија. Имаше несогласувања околу многу нешта, меѓу кои и стратегијата за зачувување на идентитетот. Владата има компетентност и волја да го реши спорот зимето во наредниве 6 месеци, со што би ја внела земјава во НАТО и би ја приближила на патот кон Европската унија.
Со ваков став е лидерот на социјалдемократите Бранко Црвенковски, доколку тоа не го стори, обврската ќе падне на идната влада. Потсети дека Македонија има јасна стратешка цел. Наша крајна, клучна стратешка цел не е само слободно да патуваме во Европската Унија. Нашата стратешка цел е да живееме во Европска Унија. Јас жалам што нашата опозиција практично ова прашање го користи за одредено зајакнување на нивните политички позиции, партиско-политички позиции и одредено за сомнување на нашите партиски позиции. Ваквата релација на ниво председател влада беше делумно причината за начинот на кој ќе се води изборната трка. Ваквиот јаз, кој се створи помеѓу најголемите представници на македонската политичка левица и десница, продолжуваше да се шири и во крајна линија. Го одреди теркот и главната тема околу која тие ќе се судрат на изборите. На партискиот конгрес ВМРО ДПМНЕ и официјално одлучи својата поддршка да му ја даде на професор доктор Ѓорѓе Иванов, реномиран професор на правниот факултет и експерт во областа на политиката. Тогаш дојде времето на конвенцијата на ВМРО ДПМНЕ, внатрепартиското кандидирање. Тие денови својата кандидатура ја истакна и професорот доктор Ѓорѓе Иванов за председателски кандидат на ВМРО ДПМНЕ и тогаш тој почна со своето внатрепартиско представување, значи пред делегатите, пред општинските комитети, пред организациите, пред структурите на ВМРО ДПМНЕ и тогаш отидовме за прв општински комитет кој што тој го посети беше неговото родно Валандово. Во делот на мојата програма е промовирање на отворена политика кон сите соседи и наоѓање заеднички решења на сите проблеми кои ги имаме, а кои се надвластени можеби со векови. Тогаш имаше и многу кандидати. Кај сите постоеше јасна определба за стратешките цели, меѓутоа беа различни интерпретациите. Со тоа што се совпадна со локалните избори, мораше она што беше надлежност на председателот да се приземни на локално ниво, да се кажат бенефициите кои би ги имале граѓаните на локално ниво од добивањето на председателската функција. ЛДП и НСДП излегоа со предлог да се поддржи кандидатурата на професор доктор Нано Ружин, поранешен амбасадор на Македонија во НАТО. Однапред знаевме дека во услови на две големи партии кои што имаат монопол на политичкиот живот во Република Македонија, дека не можеме нешто многу да направиме во смисла да го освоиме тоа место, но имавме повеќе влогови. Првиот влог беше таа мала партија да покаже дека се уште е жива, дека се уште постои, дека има своји симпатизери и членови, и што успеа преку локалните избори. А вториот аспект беше да ја подигнеме, би рекол, таа политичка култура на граѓаните. Социјалдемократите одлучија кандидатот да го бараат помеѓу своите редови. Изборот падна на професор доктор Љубомир Фрчковски, поранешен министер за внатрешни работи, за надворешни работи и без ресор во повеќе влади на СДСМ. Председателската кампања беше, што знам, голем предизвик за мене. Јас влегов во варијанта кога СДСМ беше во изгубена позиција во основа, 3:1. На крајот од кампањата ние дојдовме ова до која сега се 1,6:1, значи практично повеќе од половина ја претуривме во наша корист. Направивме една, независно од таа свест, бидејќи никој од нас не е наивен, со која влегуваме, јас имав желба да им помогнам и од аспект што имав личен проблем со една дрска, арогантна власт која сметаше дека и магаре да врзе ке помине и тој така се однесува. Ваквата листа на кандидати се надополнува уште со имињата на Мируше Хоџа ДПА, Агрон Буџаку ДУИ, Имер Селмани НД, Љубе Бошковски независен. Првиот изборен круг е одржан на 22 март. Она што беше специфично 2009 година е нормално тој судир меѓу двајца професори од од правен факултет политологија. Таму беше јасно што беше кој ќе победи, кој има. Но председателските избори беше за мене рехабилитација на Фрчковски, бидејќи никаде го извадија. Кампањата беше можност да се посети секое населено место во Македонија. Така што во првиот и вториот круг негде пресметавме, имавме поминато над 15.000
километри. Кампањата воглавно беше, мислам, фер и демократска, но тоа што исто така остави впечаток беа и дебатите меѓу претседателските кандидати. Остави впечаток тоа што актуелниот претседател, кандидатот на ВМРО ДПМН господинот Иванов, избегнуваше директни дуели со против кандидатите. Кандидира човек кој независно што е мој колега, за жал, меѓутоа перманентно не брука и како влезе, ајде од кампањата може би бил наивен, меѓутоа како влезе во функцијата уште полоши во таа приказна и уште негативни анегдоти се врзуваат за него и така ќе остане. Веројатно он неговата професија кој ќе се врати овде ќе руинира исто така, бидејќи нема да го заборават. Еднаш е лошо кога ќе влезете во функција која не можете да ја носите, тоа секогаш се лепи за вас. Сега, како и сите кампањи, имаше доста напади, имаше користење на странични удари, имаше сето она што го има секаде во демократија. Меѓутоа, сепак е тоа добро што најдовме начин сите кандидати да се среќаваме, да разговараме, да размениме мислења, да се суочиме со еден факт дека и по кампањата ние остануваме луѓе кои ќе се сретнат на улица, кои ќе другаруваат, затоа што функциите доаѓаат и си одат, меѓутоа човечноста мора да остане. Од наша иницијатива дојде и тој фамозен работен доручек на измирување. Успеавме да ги собереме сите релевантни претседателски кандидати, да позборуваме како граѓани на Република Македонија, а политиката да истиснеме во втор план. И мислам дека во тоа успеавме. Традиционално детовски појадок гарниран во европски стил и зачинет со балкански менталитет. Прво кавга, па потоа заедничко јадење, чај и прошетка по Тетовската горна чаршија. Прв пат во историјата на македонската политолошка сцена видовме кандидат албанец кој промовира вредности и да се прифатени од поголем круг на гласачи. Значи, Имер Самани, кандидат на Нова демократија, имаше 150 и неколку илјади гласови, од кои што околу 50.000 беа и на македонци, на срби, на турци, на роми. Човекот изненади со неговиот начин и неговата кампања, со тоа што предизвика да добие поддршка и да биде популарен многу и меѓу македонската заедница. Значи, јас бев единствен кандидат кој што имав една единствена програма, една единствена понуда и према албанците, и према македонците, и према србите, турците и така натаму. Таа програма беше преведена на неколку јазици и беше понудена према сите. И мојата цел беше да станам претседател на сите граѓани на Република Македонија, што не беше случај со останалите кандидати, па и со актуелниот претседател на државата. Според гласовите на нацијата, професор доктор Ѓорѓе Иванов беше избран за 4ти претседател на Република Македонија. Многумина, победата ја припишуваа на неколку важни елементи, меѓу кои умереноста во настапите на Иванов, наспроти агресивната кампања водена од Љубомир Фрчковски, големата популарност на ВМРО ДПМН и заедничките ставови на партијата и кандидатот околу начинот на кој треба да се водат преговорите за пристапување кон ЕУ и НАТО. Убедлива победа без ниту една дамка и навистина кампања и избор кој што мислам дека се добри за Македонија. Тоа беа многу успешни избори за ВМРО ДПМН. Добивме огромна доверба на граѓаните. Тоа беше доверба која што врзу. Граѓаните ни дадоа на парламентарни избори огромна доверба. И во веќе започната криза, 6 месец од започната криза, март месец, ја добивме огромната поддршка на локални и огромната поддршка на претседателски избори. И особено ми беше драго што видов во партијата ВМРО ДПМН и коалицијата млади луѓе кои успеале во живот и кои ја напуштиле својата лична кариера да дојдат да ја помогнат на државата. Ви исполнуваат тоа чувство кога гледате млади луѓе кои сакат својата држава, кои веруваат во својата држава, кои веруваат и во самите себе и во своето обкружување. И затоа тоа беше пресвртен момент за да ја прифатам кандидатурата и од еден спокоен академски живот да влезете во бурните води на македонската, балканската па и светската политика. Односно,
метафорично едно пливање во еден базен да го замените во пливање во океан со ајкули. Изјавувам дека функцијата председател на Република Македонија ќе вршам совесно и одговорно, ќе го почитувам уставот и законите. Изјавувам дека функцијата председател на Република Македонија ќе вршам совесно и одговорно и ќе го штитам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија. Го молам председател на Република Македонија да подпише свечената изјава. Функцијата председател на Република Македонија, доктор Иванов ја презема на 12 мај 2009 година. Позитивниот епилог на изборите и огромните напори на државните апарати да ги спроведат бројните реформи за унапредување на македонското општество и држава, кои се и дел од условите за пристапување на НАТО и ЕУ, беа валоризирани и од страна на меѓународниот фактор. На 24 мај, на површина од 3300 метри квадратни, а во состав на Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, беше отворена новата дигитална библиотека на Македонија, за која владата издвои 120 милиони денари. Ние оваа година, Хуманитарното здружение на Есма и Стево Теодосиевски, направивме маторско вечер, пошто немат родители. И на 8 деца, 8 или 9 деца, не, така нешто беа, 400 жени беа присутни во еден ресторант и правивме забава. Им дадов јас од своји лични пари по 100 евра. Во моментов не постои ниту една причина поради која македонските граѓани на 1 јануари 2010 година нема да се разбудат во земја која ќе се наоѓа на белата Шенген листа. Проектот за обезбедување на сите критериуми за укинување на визниот режим со Европската Унија, чиј производ беше ланското олеснување на истиот, доби позитивни сигнали од европските партнери. Заземениот став дека ќе направиме се што е до нас, а останатото потоа е политичка одлука на Унијата, значеше дека засилените вложувања во изградба на капацитетите и институциите, неопходни за преземање на обврските од една ваква мерка, беа доведени до крајот. Визната либерализација од првиот момент кога јас станав министер за внатрешни работи и член на владата на Република Македонија, беше на самиот врв на приоритетите. Значи, тоа беше едно од прашањата со кое буквално ја започнувавме секоја седница на влада, бидејќи бевме свесни дека визната либерализација е нешто конкретно што нашите граѓани можат реално да го почувствуваат во смисла на европски интеграции, во смисла на доближување на Република Македонија кон Европската Унија. Политичките елити, без разлика која гарнитура беше на власт во одреден момент, се зафати сериозно да ги воведе биометриските пасоши. Бевме лидер во тој процес и не случајно ја добивме либерализацијата меѓу првите држави од регионот. Биометрискиот пасош што го направи Македонија, тој е еден од најквалитетните во Европа. Иако имаше многу критики за фирмата, но таа фирма што ги изработи пасошот ги изработи стварно квалитетно. Сметам дека беше кај нас изведена една добра административна операција. Во смисла на печатење на нови пасоши, во смисла на некаква организациона поставеност, но недостасува некои работи на кои исто така одамна се укажуваше. Например, борбата со организираниот криминал. Европската Унија налагаше, односно бараше, да покажеме конкретни резултати во борбата против корупцијата и криминалот. И тука мислам дека Република Македонија направи историски исчекор заради одлуката на владата и посветеноста на владата токму на борбата против криминалот и корупцијата. Покажавме дека работите може да се сменат и дека реално и не е неопходно толку многу време за да се почувствува разликата. И од денешна гледна точка можам да констатирам дека ова не е само моја оценка како актуелен сегашен министер за внатрешни работи, туку тоа е оценка и на меѓународните институции. Впрочем, од непопуларното 105-то место на листата за индексот на перцепција на корупцијата направена од меѓународната Transparency International, денес Република Македонија се наоѓа цели 43 места погоре.
веднаш после либерализацијата на визниот режим во Македонија, институциите во државата конечно решија да расчистат со една мафија која се нарекува Франкфурт мафија. Иако ќе потсетам дека таа мафија, мислам дека секое дете во Велес, а овде да речеме секој гимназијалец во Скопје, знае дека таа мафија постоеше уште многу одамна. Зошто таа не се расчистуваше, тоа е друго прашање. Условеноста која Европската унија ја постави да ние влеземе во таа шема, да бидеме ефикасни во борбата против спречување, особено на тие интернационални и меѓународни криминални канали, кај нас тој услов ми се чини дека одеше многу споро. Не можам да ги најдам причините. Дал се тоа бизнес интереси, дал се тоа некакви политички интереси кои се во позадина, но многу долго таа тема се држеше отворена. И јас сепак не би ја завршил приказката со либерализацијата на визниот режим со фасцинација од тоа дека нешто направиле државните органи многу. Државните органи направија нешто елементарно за мене. За соодветно да се одбележи овој историски ден, пред да стапи на сила визната либерализација, на плоштадот Македонија беше поставен часовник кој го одбројуваше преостанатото време до полноќ 19 декември. Многу добија, мислам, граѓаните. Прво, по 18 години изолација добија слобода. Значи, добија сите слобода. Нема собирање документи, нема преводи, нема билети, нема играње ора пред амбасадите за да добијат на визи. Нема долгите редици што ги чекат, ги нема. Особено, можеби, ми е задоволство тоа што постарите генерации кои што пред 91-та има шанси или можност да патуваат со тие фамозни пасоши кои што отвара порти или граници во сите држави всушност, добија можност уште еднаш да го живеат тоа време, а младите генерации кои што беа затворени во нашите дневно-политички, дневно-економски или дневно-социјални проблеми за кои што честопати мислевме дека се најтешките и единствените на светот, има можност да излезат од тоа што јас го нарекувам наше гето. За жал, според мене, како препораката за преговори, така и либерализацијата повеќе се искористи за дневно-политички маркетинг, отколку за стимулација, за вистинска мобилизација на општеството и концентрирање на суштинските теми. Решавање на проблемот на името и паралелен процес на интензивни реформи кои општеството треба да го доведат по некој терк, по некој дизајн кој може да се нарече европски или по тие европски стандарди. Бевме многу посветени и на исполнувањето на оврските, реформите и модернизацијата за добивање на визна либерализација и добивање позитивен извештај од Европската Унија и препорака за почеток на преговори. Сето тоа се круниса кон крајот на годината, кога Европската Унија официјално ги укина визите за граѓаните на Република Македонија и од 19 декември 2009 година нашите граѓани, после речиси 2 децении малтретирање по амбасадите, понижување, коленичење, почнаа со пасош на кој што пишува Република Македонија да патуваат речиси низ цела Европа слободно. Денес веќе на сите нас ни стана нормално и природно кога имаме потреба да патуваме, тоа да го направиме по сопствено наоѓање, да го направиме веднаш без никакви услови и ограничувања. Меѓутоа, до пред само неколку години не само што тоа не беше случај, туку секое патување во странство беше приказна за себе, да не речам траума за секој граѓанин, заради понекогаш понижувачкиот процес на добивање на виза и една голема неизвестност дали ќе ја добиете или нема да ја добиете визата, бидејќи имаше многу случаи каде што граѓаните, гледано по документите, целосно ги исполнуваа условите, меѓутоа заради правото на секоја држава дискреционо да одлучува по однос на овие прашања, се случуваше наши истакнати спортисти, уметници, луѓе
кои професионално требаше да патуваат и да ја представуваат Република Македонија во странство, едноставно не можеа да заминат само заради тоа што не успеваат да добијат виза. Кога одевме моравме да менјаме многу често пасоши и многу поинако не гледа кога ќе одиме некаде у странство. Мислам дека треба тоа да престане, да бидеме и ние дел од Европа и да се чувствуваме како Европа. Не му беше дојасно на клубовите кај што настапуваме дека мора да чекаме ние лично, дека мислат дека во нашата држава така лесно иде. Дури кога му ги објаснувавме работите, они не ни веруваат, така да тоа е со цел денеска да го постигнеме за да ги немаме проблеми за војнина. Многу симптоматично е тоа што нас уметниците не канат од различни земји од Европа да гостуваме со своите проекти затоа што ја почитуваат нашата работа на некој начин. Од друга страна, владите на истите тие земји ни го загорчуваат животот на еден таков начин што не ја почитуваат воопшто нашата работа. Некои моменти би сакала да става можеби како епизода во некој филм, затоа што мене ми се има случајно со полиција да при едно мое патување пред неколку години во Унгарија, каде што беше транзит и не знаев дека пред еден ден се вовело виза, јас бев со полиција извадена од возот со записник 6 сати спрашувана во полициска станица. Најбаналното и нешто неетичко што човек може да го осмисли во 21 век. Не е ни важно да патувате. Важно е да имате чувство дека кога сакате да патувате нема да имате пречки. Тоа е многу поважно, да бидете слободни во секој момент. Македонија го исполни својот дел од договорот. И Европа брзо следеше. Советот одлучи од 19 декември жителите на поранешната Југословенска република Македонија, Србија и Црна Гора нема да имаат потреба од визи. Денеска оваа политичка гарнитура со помошта на сите останати граѓани на Република Македонија, субјекти, институции и така натаму, со помошта исто така и на меѓународната заедница успеа да го на некој начин заврши целиот процес, сите реформи, сите стандарди, целата модернизација што беше потребна, да дојдеме до момент Европската унија да каже дека Република Македонија без никакви забелешки, без дополнителни проекти што ова или она мора да направиме, заслужи целосно укинување на визите. Беше организиран и концерт на кој настапија Здравко Чолич и светски познатиот диџеј Fatboy Slim, кои со своите нотија засладија и онака веселата атмосфера која беше присутна помеѓу луѓето. Освен концертот, владата организираше и чартер лет до Париз, Франција, за 100 граѓани, 20 најдобри студенти и новинари од медиумските куќи, придружувани од вице-премиерот за европски прашања Васко Наумовски и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, за народно кажано, да го се втосаат патувањето без ограничувања на најголемиот дел од европскиот континент. Во мај 2009 година се искачив на врвот на светот, на највисокиот врв Монт Еверест, 8850 метри надморска височина. За мене лично повеќе представуваше ментален предизвик, целокупната таа експедиција и сите фази на припрема, тек на експедиција и периодот на искачување на самиот врв. Чувството е неверојатно. Кога јас сеќавам во моментот, тоа беше во 8 часот наутро, на 19 мај кога се качив на врвот на Еверест, бев толку уморен да седнав на самиот врв. Имав таа можност дека во тој момент бевме само тројца на врвот. Јас седнав буквално на самиот врв кај што има место само за еден. Со тоа да едната нога ми беше во Тибет, а другата нога во Непал. И тогаш извадив маската со кислород, веќе се качив со употреба на кислород и ги направив првите фотографии. Првите фотографии беа направени со македонското знаме. Чувството на припадност е едно од најјаките емоционални чувства кои што ги има секоја единка. Значи, чувството дека припаѓате некаде е најјакото чувство. Во тој момент се осеќате дека целата нација е со вас.
кога ќе го извадите вашето знаме, и тоа е причината зошто луѓето ги вадат знамењата. Значи ја демонстрираат својата припадност. И од тие причини, секогаш кога збориме за припадност, национална припадност, идентитет, зборуваме за многу големи вредности. И тие вредности треба секогаш да ги негуваме и да ги зачуваме. Во тој момент, кај мене доминираше чувството на припадност на македонската нација. И истакнувањето на македонското знаме значеше исполнување на мојот сон. Дека не јас како единка сум се качил на врвот на светот, туку сум се качил и ја представувам заедницата, народот, нацијата на која што и припаѓам. Во Европскиот парламент почна расправата за предлог резолуцијата што ја подготви италијанскиот европарламентарец Габриеле Алберетини за одлуката за почеток на преговорите која Европскиот совет би можел да ја донесе на 7 декември. Во изјавата за македонската телевизија известителот за нашата земја словенечкиот европарламентарец Золан Талер рече дека денеска беше македонски ден во Европскиот парламент, упутувајќи ја пораката до владите на државите членки на Европската унија да ја поддржат Република Македонија да ја добие препораката за полноправно членство. 2009 година веќе стигнавме до свидетелството и оценката од страна на Европската комисија, во кое што свидетелство беше потврдено дека Македонија го положила тестот. Македонија го поминала испитот на политичка зрелост и институционална функционалност и капацитет да ги отпочне преговорите за членство со Европската унија. За прв пат во историјата на државата Македонија доби позитивен извештај и Европската комисија даде препорака до Европскиот совет да ја даде датум за почеток на преговорите на Република Македонија. За жал, 2009 година не отпочна во една поповолна клима за постигнување на што побрзо и заедно прифатливо решение за спорот со името. Имено, нервозите почнаа уште на крајот на 2008 година, како што е познато, кога пропаднаа обидите во 2008 година на основа на предлогот на Нимиц од 8 октомври да се дојде до заеднички прифатливо решение, Република Македонија пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг поднесе тужба против Република Грција заради прекршување на одредбите на членот 11 од времената спогодба со блокадата на поканата за членство на Македонија во НАТО од самитот во Букурешт. Грција е нашата симпатија која што ќе не влечи уште долго време. Ние многу си се сакаме, ако си се караме, и ќе најдеме решение за тоа. Република Македонија живее со спорот всушност 16 од тие 20 години независност. Тој спор се испоставува како сериозен проблем и за нашите економски односи, трговска размена, не знам, годините на ембаргото, веројатно постарите многу подобро се сеќаваат на тие тешки времења, и актуелно се испоставува како сериозна блокада за нашите евроатлантски аспирации, значи за постигнување на нашата цел, што е да станеме земја членка на Европската унија и на НАТО. Медиумите во Атина го оценуваат како шлаканица за Грција извештајот за напредокот на Македонија за членство во Унијата, усвоен вчера од Европарламентот, бидејќи, како што оценуваат, во него како нерешено останало прашањето за името на Македонија, кое според авторот, европратеникот Мејер, пречи на европската интеграција на земјата. Реално ситуацијата е апсурдна. Ние сме доведени во ситуација да тврдиме дека ги спроведуваме реформите со предвиденото темпо или предвидената динамика, а сепак не ја добиваме предвидената или ветената награда, тоа е добивање датум за отпочнување на преговори со Европската унија. Против извештајот гласале сите грчки европратеници. Групата на владеачката Нова демократија во Европарламентот смета дека текстот на извештајот не е во согласност со претходно објавената позиција на Европската комисија дека Македонија се уште не е подготвена за почнување преговори за членство. Според европратениците од опозицијскиот пасок пак, Грција во извештајот била представена како земја која единствено ја сноси вината за задоснетото почнување пристапни преговори со Македонија.
Во документот спорот е посочен како главна пречка која треба да биде надмината преку постигнување на заемно прифатливо решение од двете земји, оценуваат грчките медиуми. Извештајот, барем ја што сум го читал, беше многу избалансиран. Значи се гледа дека воделе сметка им да критикуваат, многу да критикуваат, за да може сите земји од Европската Унија да го поддржат тој извештај. Ни беа зададени 8 така наречени бенчмаркови, кои што треба ние да ги исполниме. Поголемиот дел Македонија ги исполна, но имаше остри забелешки за суството, нереформирана јавна администрација, трошење на рекламите, слобода на медиумите, политичка поврзаност на газдите на медиумите со политиката. Имаше и сериозни и непочитување на човековите права. Се однесуваше за правата на хомосексуалците. Јас гледајќи од аспект на Собранието на Република Македонија, доаѓајќи на чело на Собранието на Република како председател на Собранието, јас и заедно со сите други политички партии и пратеници, условно да кажам, ги засукавме ракавите и дадоме еден нов инпут и нова енергија внесоме во работењето на Собранието, кое што секако резултираше со извештај на Европската Унија. Инаку претходно, за жал, имаме одредени бенчмаркови кои што беа внесени од извештајот на Европската комисија, кај што беше и нотирано кои работи треба да ги направи Собранието на Република Македонија. Добрососедските односи и почитувањето на културното и историското наследство се исклучително важни за подобрување на стабилноста и безбедноста, се додава во извештајот. Во него се препорачува засегнатите страни да постигнат согласност пред почнувањето на пристапните преговори, вклучувајќи го тука и обраќањето до Меѓународниот суд на правдата. Најтешките прашања може да се разрешуваат ако доаѓа почесто до билатерални контакти на најодговорните луѓе кои што ги носат одлуките во еден или во друг правец. И веднаш на 10 октомври, колку што сеќавам, дојде до средба со нашиот министер за надворешни работи во Истанбул, премиерот Папандреу нормално се сретна во својство на министер за надворешни работи, потоа имаше 2-3 средби директни на нашиот министер со алтернативниот министер Друцас, но оноа што е најважно, во октомври и ноември се одржаа 2 билатерални средби, директен контакт меѓу нашиот премиер Груевски и меѓу грчкиот премиер Папандреу. Едната беше во Брисел, другата беше во Мала Преспа, и што премиерот Груевски на почетокот на декември му испрати писмо на премиерот Папандреу, во кое што му предложи да почнат да организираат билатерални контакти, редовни билатерални контакти, при што му дадем можност да ги одбере и термините и местата кои што не му одговараат за да може да доаѓа почесто до такви средби. Зоран Талер ги повикал Оли Рен, Карл Билт и сите председатели на влади на земјите членки на Европската Унија, за кои сметат дека за решавање на проблемот со името во парламентот имаат мнозинство, да им се јават на премиерите Груевски и на Папандреу за да ја покажат солидарноста и да ги охрабрат во настојувањата да се реши проблемот со името. Минатата година во моите дискусии во собрание јас ја поставав токму оваа дилема. Како ќе ја одржиме мотивираноста, позитивната енергија на граѓаните по однос на интеграцијата, ако се доведеме во ситуација процесот да стагнира, а реално тој стагнира. И јас сакам да верувам дека тие контакти еден ден, колку е можно порано, значи многу блиска иднина, да доведат до изнаоѓање на едно решение со кое што дефинитивно ќе се деблокираат интеграциите на Република Македонија во ЕУ и во НАТО. Јас останувам да верувам во една таква разрешница. На 5 јуни заврши популарниот и признатиот театарски фестивал на Стериино позорје во Нови Сад, на кој учествуваше и македонска екипа, предводена од Александар Поповски, кој стана добитник на наградата за најдобра режија за представата Кандид или Оптимизам на Југословенско драмско позориште од Белград, во рамките на 54-то издание на театарскиот фестивал.
Нашиот актер Никола Ристановски ја доби престижната стеријна награда за актерско остварување за улогата на Ахмет Нурудин во представата Дервишот и смртта на Меша Селимовиќ, во режија и адаптација на Егон Савин, а во продукција на Народно позориште од Белград. На 2 јули, маркетинг агенцијата New Moment New Ideas Company во рамките на проектот на владата на Република Македонија ја промовираше видео приказната за Охрид, градот на светлината, изработена според старото име на градот – Лихнидос, град на светлината. Негативните ефекти од најголемата светска економска криза во последните 80 години најсилно се почувствуваа во 2009 година, како кај развиените, така и кај земјите во развој. 2009 година ја обележа светската рецесија, во која што бруто домашниот производ во светски рамки падна за 0,6%, а во развиените земји од еврозоната намалувањето беше 4%, во Германија како наш најзначаен трговски партнер 5% намалување на бруто домашниот производ. Единствено Кина и Индија во таа година остварија позитивни стапки на економски раст, од Кина од 9%, а Индија некаде меѓу 5 и 6%. Значи, светот се соочи со последиците од големата светска економска криза, кој што во голем број од земји се одразија преку масовни отпуштања од работа, значи на работници, намалување на плати, намалување на пензии, намалување на социјална помош, пропаѓање на банки. И одеднаш кога многу домаќинства влегува во неможност да си ги отплаќаат кредитите и почнаа да ги продаваат куќите на пазарот на недвижности, сосема падна цената и не можеа ни банките да си ги наплатат практично кредитите, и тоа беше причината за тој колапс каде што почна во Америка во финансискиот сектор, а потоа се прелеа и секаде. За спас на финансискиот и реалниот сектор, за прв пат владите на развиените земји интервенираа преку формирање на фондови за спас на економиите, кои во Соединетите Американски држави достигнаа ниво од 700 милиарди долари, во Велика Британија 500 милиарди фунти, во Германија 500 милиарди евра и во Франција 360 милиарди евра. Во 2009 дојде и кај нас светската економска криза, иако не зафати со голем бран, ние како Сојуз на стопански комори во соработка со владата предупредивме дека светската економска криза ќе дојде и ќе ја зафати македонската економија. Владата реагираше деломно, недоволно брзо, но сепак доста од мерките и најголем дел од мерките што беа предложени на Сојузот на стопански комори, тогашната влада ги прифати и ги примени. Да не беа тие мерки и да не реагираше владата така, економската криза ќе се одразеше многу погубно по македонската економија. Како резултат на последиците од кризата, се зголеми невработеноста кај сите развиени економии. Значи, стапката на невработеност достигна рекордни нивоа во повеќето земји и социјалните немери стана обележје на таа година. Во многу земји имаше масовни отпуштања од работа, што пак предизвика реакција на синдикатите и масовни протести и социјални немери, дури и во земји како што се Франција, Германија и други, кои што дотогаш не можеше да се замисли дека може да имаат такви ситуации. Случувањата во македонската економија во 2009 година беа детерминирани од светската економска криза, најголемата глобална криза во последните 80 години. Негативните ефекти од истата се одразија врз повеќето сектори во економијата, преку намалување на надворешната и домашна побарувачка. Во финансискиот сектор не се одрази кризата со оглед на тоа што ние имаме многу конзервативен финансиски систем. Кај нас банките кога даваат кредити бараат двојно поголеми обезбедувања од вредноста на тоа што се купува, така што немаше тука проблем во финансискиот сектор. За нас како мала и отворена економија, извозот на стоки и услуги е многу значајна дејност, значајна област, и кога европската економија има пат, не може да се очекува македонската економија да остварува добри резултати. Имаме чувство дека можеби малку дел од работите успорува, владата од некои работи исто така ретерираше како во поглед на даноците за плати, не ги одржа оние ветувања дека давачките за плати ќе се намалуваат, него дури се одржуваат нисто и мислам дека и малце се покачува. Значи се обидува владата некако да балансира, ама ние како бизнис и како комори
па исто така сме тука да ја потсетуваме на ветувањата и да ја потсетуваме дека треба економијата континуира да се подобрува, а не само кампањски од период на период. Благодарение на здравите макроекономски политики, балансираната фискална политика, високото ниво на јавни капитални инвестиции, антикризните мерки и структурните реформи за подобрување на бизнис климата, ефектите од кризата се почувствуваа во помал обем во однос на другите земји. Економската криза и стравувањето од нов бран не треба да бидат панични, но треба да бидат предпазливи. Треба да се повторно да се воведат економски мерки за брзо и ефикасно излегување на економската криза. Европа излезе од економската криза, тоа значи дека сите предпријатија во Република Македонија претежно кои беа извозно ориентирани, бидејќи извозите се претежно на европскиот пазар, се веќе излезени. Но оние предпријатија кои што се внатрешно пазарно ориентирани, тие се уште чувствуваат потешкоти и мерките треба да бидат насочени во тие насоки, да домашниот пазар го средиме. Кон крајот на 2009 година почна да доаѓаат високи представници на Светската банка и ММФ почна да дава извештаи за тоа како се снашле земјите за време на кризата. Извештаите на ММФ беа дека Македонија е една од земјите која што најдобро се справи со светската економска криза. На 12 јули, со концертот Беше еднаш во Македонија, свечено беше отворено годинешното издание на Охридско лето. Македонската публика имаше можност да ги чуе недопирливите, Беше еднаш во Америка, Беше еднаш на Дивиот Запад, Добриот, лошиот и грдиот, Мисијата, Жртви на војната, музика од култните филмови, врз кои се потпиша славниот италијански композитор Енио Мориконе. Токму тие музички теми, заедно со Мориконе како диригент, а во изведба на Унгарскиот филхармониски оркестар, хорот на Македонската опера и балет и сопранот Сузана Ригачи беа дел од проектот Беше еднаш во Македонија, по култниот филм Беше еднаш во Америка, на неговиот најверен соработник Серџо Леоне. Мориконе немал некои особени барања за време на неговиот престој во Македонија. Единствено нешто на кое инсистирал биле специјалитетите на македонската кујна. На 19 јули, во владата на Република Македонија беа доделени уште 11 спортски пензии на врвните спортисти од нашата држава за нивните постигнати резултати на меѓународната сцена. На 12 август, фудбалски спектакл на арената Филип II во чест 100 години фудбал кај нас и 60 години од формирањето на Фудбалската федерација на Македонија, ФФМ, како и промоција на северната трибина на стадионот. Шпанците направија чест, го удостоија јубилеот и ја прифатија поканата за да одиграат пријателски надпревар, кој не се гледа често на нашиот најголем стадион. Намалувањето на економската активност во реалниот сектор не се преслика на пазарот на труд. И во услови на криза, во 2009 година стапката на вработеност забележа раст од 1,1%, додека стапката на невработеност се намали и придонесе Република Македонија во 2009 година да биде единствената земја во Европа, каде е забележан пад на стапката на невработеност од 1,6%. Зголемувањето на вработеноста е резултат на мерките кои владата ги презеде за формализирање на бизнисите, намалување на сивата економија, како и мерки за поддршка и поттикнување на предприемништвото и приватната иницијатива. Спроведовме 3 пакети на антикризни мерки, од кои што првиот се однесуваше на ребаланс на буџетот, со кој што беа драстично намалени расходите во делот на тековните расходи, кај што може да се крати, а да тоа не се одрази толку на економијата, значи беа намалени сите расходи каде што можеше да се направат заштеди, а од друга страна ги зголемивме капиталните инвестиции со цел да го поддржиме градежништвото. Помогнавме колку што е можно кризата да се убложи. Ние знаевме дека не можеме да ја спречиме, ниту една земја не ја спречи. Меѓутоа се трудевме да ја убложиме и можам да кажам дека на крајот излезе дека споредено со другите земји. Иако кај нас граѓаните почувствуваа криза, не беше лесно, свесни сме за тоа. Меѓутоа споредено со другите земји, Македонија имаше трет најмал пат на економијата. Една од главните мерки што се воведе, што се зема од Европската инвестициона банка,
се зема кредит за мали и средни предпријатија, за обртни средства и за инвестиции. Тој кредит што донесе? Тој кредит донесе ниски камати да можат фирмите да си ги репрограмираат своите кредити според побарување. Бидејќи беше намален извозот, беше намалена беше намален пазарот, со тоа се намалени сите потенцијали на ликвидност на фирмата и затоа овие кредити беа многу важни за малите и средни предпријатија. Таа кредитна линија потоа се отвори понатаму и за големите предпријатија. Покрај овие средства, македонските банки кои го спроведуваат проектот обезбедија сопствено учество од дополнителни 80 милиони евра. И сега владата носеше антикризни мерки. Колку на време се почна со антикризните мерки со оглед на тоа што пак не се предвиде големината на кризата и воопшто не се предвиде ние како ќе завршиме 2009 година, со оглед на тоа што отидовме во рецесија, а се предвидуваше многу поголем раст од тоа што се постигна на крајот. Така што тука беше реакцијата забавена и веројатно дека некои мерки беа во ред, некои мерки беа популистички, како охрабрување да внесат оптимизам, да внесе оптимизам. Владата ветуваше дури 8 милиарди евра инвестиции, а ако се земат предвид странските директни инвестиции што влегува во земјава, еве минатата година само 145, предходната година околу 220 милиони евра, значи немаше ни простор, нити пак владата има средства 8 милиарди да донесе инвестиции. Тие рачунаа и на тие јавно-приватни партнерства со странски инвеститори или концесии на патишта, но ништо од тоа не се случи. А еве помина веќе 3 години и не се ни случува, значи не ни почнува да се случува. Владата на Република Македонија и покрај сериозните предизвици со кои се соочи во кризната 2009 година, со несмален интензитет продолжи во спроведувањето на реформите за подобрување на деловното опкружување, кој беше нотиран од страна на бројни истакнати меѓународни институции. Според индексот на глобална конкурентност, содржан во извештајот за глобална конкурентност на Светскиот економски форум, Република Македонија беше рангирана на 84-то место во 2009 година, што представува напредок од 5 места во споредба со предходната 2008 година. Во поглед на инфраструктурата, мислам дека владата можеше многу повеќе. Сега ако земе што треба да се направи, меѓутоа ако земе дека во тој период владата работела и други работи, можеби се немало време или се немало фокус и енергија за да тоа се направи. Инаку инфраструктурата е една од основите на развој на економијата и основите за да кажам убаво чувство на самите граѓани. Значи Македонија се наоѓа на централно место на Балканот, меѓутоа некако немаме чувство дека имаме централни дека се наоѓаме на централно место во делот на економските збиднувања. Втор човек во Светската банка дојде во Македонија и јавно кажа дека Македонија е една од земјите која што со мерките што ги презела спречила многу од продорот на кризата и дека е една од земјите која што најдобро се справила за време на светската економска криза. Тоа беше за нас охрабрување, но истовремено сите ние се чувствувавме многу тешко. Бидејќи, знаете, кога ја водите земјата во време кога економијата добро оди, вие многу работите, но го гледате прогресот. А кога многу работите, а се трудите да одржите некој да не се најде во полоша ситуација од таа што е, тогаш тоа е едно друго чувство, едно поинакво чувство и е многу потешко. Работите исто или повеќе отколку претходно, а нема напредок. Туку напредокот го гледате само во тоа колку сте спречиле повеќе кризата да продолжи. На 30 септември се запали едно од највредните древни црковни светилишта, манастирот Свети Јован Бигорски, сместен во пазувите на Националниот парк Маврово. До темел се изгорени конаците, трпезаријата, гостинската просторија, кујната, библиотеката, монашките живеалишта и галеријата на икони. Пламенот кој избувнал во кујната не го зафатил манастирот, каде што се наоѓаат икони со непроценливо богатство, а благодарение на присебноста, спасени се и иконостасот и прочуената чудотворна икона Свети Јован Крстител. Во моментот на пожарот, во манастирот се наоѓале десетина монаси, неколкумина искушеници, гости и посетители. За среќа,
Никој од нив не е повреден, а спасени се и околу 200 икони и други црковни предмети на манастирот од 16 до 19 век. На 26 ноември, Македонската филхармонија со свечен концерт прослави 65 години од своето постоење. За таа пригода беа презентирани и фотографии на оркестарот од неговото формирање до денес, а концертот го водеше полскиот диригент Јануш Пшибилски. Како солист настапи пијанистката Елена Мисиркова Лоза, која е амбасадор на културата на Македонија во Австрија. Македонската филхармонија е единствениот симфониски оркестар во Македонија, кој непрекинато работи повеќе од 6 децении. Ретки се народите што немаат своја енциклопедија. На 7 октомври, председателството на МАНУ, поради сериозните пропусти во двотомната енциклопедија на Македонската академија на науките и уметностите, го смени главниот редактор на спорната енциклопедија, академик Блаже Ристовски, но и сите членови, односно соработници во редакцијата. Председателството на оваа институција одлучи да избере нова редакција во која ќе членуваат и истакнати представници од немнозинските етнички заедници. Председателството на МАНУ не се согласуваше со содржината и со интонацијата на дел од текстовите во некои определници во енциклопедијата и се оградуваше од нив. Беше замислена енциклопедија не општа, туку само национална. Тоа значи да ги опфати само одредниците што се однесуваат за Македонија и во врска со Македонија. Политичките партии го искористија овој момент. Повторно, најголем дел од опозицијските партии да го нападнат парламентарното мнозинство, посебно ВМРО-ДПМН, дека намерно сака да ги понижи албанците во Република Македонија, дека не сака да има добри меѓуетнички односи, бидејќи во континуитет таквите муабети овде во Собранието на Република Македонија беа секојдневие. Имавме напади од страна на колегите од СДСМ, на колегите од ДУИ, дека каем се канџите на орлите, дали Груевски им ги скрши, дека стана мачења кои што предат во скутот на Груевски, така натаму, континуирано понижување. Се разбира, таа голема свечаност предизвика различни чувства, емоции и скриени интереси. И уште утрето се појавија реакциите. Албанската заедница во Македонија се крена на нога. Вербалниот огон се рашири во соседна Албанија, откаде што екс-премиерот Пандели Мајко повика албанците во Македонија да го запалат македонското знаме. Знамето гореше, но не во Македонија, туку во соседно Косово. Дебатни емисии во Приштина и во Тирана со многу критики за МАНУ. Протести во Тетово и во Скопје, епилогот веќе познат. Реакциите беа главно еднодимензионални. Од една страна, веднаш се јавија така наречените невладени организации како Разбуди се и слични од страна на албанското малцинство. И од друга страна, кога веќе се јавија албанците со такви масовни протести, закани, демонстрации по улиците и лични закани, тогаш се јави и опозицијата во лицето на СДС, кој, како што изјави јавно на телевизијата Хајден, подпредседателот на СДС, тие вака го дочекале реагирањето на албанците и заедно со нив ја урнале енциклопедијата, како што рече тој. Одредени делови од енциклопедијата за Социјалдемократскиот сојуз се спорни и неприфатливи. Тие со својата содржина предизвикуваат нови поделби и тензии во македонското општество и не конфронтираат со нашите најголеми пријатели и поддржувачи во меѓународната заедница. Во исто време за СДСМ се неприфатливи екстремните и радикални изјави и реакции на дел од албанските политичари од земјата и од соседството. СДС го направи тој атак за да може преку тоа да ја руши владата, сметајќи дека ќе излезат албанците, дуи и со тоа
Груевски ќе мора да поднесе оставка и тие ќе дојдат на власт. Една многу проста математика. Без да мислат дека рушејќи ја првата македонска енциклопедија, ја рушеа македонската наука од 300 души и повеќе ангажирани на изработката на овој проект. Целиот проблем настана со тоа што дел од авторите на енциклопедијата своите лични политички ставови и предрасуди ги пласираа во овој текст како научни факти. Тоа е првата работа. И втората работа, за каква научни фундирани сознанија говориме. Например, во одредницата која се однесува за вклученост на Соединетите Американски држави и Велика Британија во обуката на членовите на ООН. Од самата авторка имавме прилика да слушнеме дека незиниот извор била Википедија, значи апсолутно нереферентен извор, и тука завршува приказната за научната фундираност на фактите изнесени во енциклопедијата. Недозволиво е за академската елита на една млада демократија да произведе нешто што тврди дека е енциклопедија, а всушност наликува на еден политички памфлет со изразени националистички содржини во него. Повеќе од националистички, тоа се содржини кои што навредуваат нации, истории, прашања на припадност. Таквиот пристап не само што е неприфатлив, тој би требало да биде недопуслив. Албанците имаат своја представа за историјата и културата на албанците и тие сметаат дека се тие староседелци овде, ние сме дошлаци и според тоа треба во енциклопедијата да ги опфатиме сите албанци, каде и да се, како една етнокултура и како историја и денеска како нација, независно од границите, независно од сите други компоненти што го представуваат комплексот на енциклопедијата. Од тие причини јас мислам дека таа енциклопедија заслужуваше да биде осудена, може би е прејак збор, но во секој случај да биде критикувана од целата наша јавност. Ние мораше сите заедно да ги вложиме заеднички нашите напори за да докажеме дека таквиот пристап не придонесува за доброто на државата, дека тој всушност само ќе произведе поларизација, поголема фрагментација на општеството, ќе ги направи уште повкоренети поделбите или сегрегацијата, а нашата цел е да се постигне спротивното. Македонските медиуми беа тука за да ги пренесат сите ставови на албанските политички партии, но кога го побаравме нивниот став за албанскиот енциклопедиски речник Молк, во Дуине прошетаа како низ лабиринт. Секој прашан упатуваше на друг, а другиот го нема. Новите демократи дури најавија одговор за 10 минути, но помине 1 час и никој не се појави пред камерите. Значи енциклопедијата не можеше и мислам дека не смееше и не беше дозволено да прерасне во мотивирачки фактор за некаков нов меѓуетнички конфликт. Во Македонија во овие 2 децении таа кованица која е содржински израз на македонската европска вредност, а тоа е мултирелигиозноста и мултиетничноста, треба да се чува и да се негува. Тоа се нашите европски вредности. На 6 декември, на свечената церемонија, Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска на председателот на МАНУ, академик Георги Старделов, му го предаде клучот на куќата на Уранија. Куќата на Уранија во Охрид беше во фаза на реконструкција речиси 1 година, финансирана од страна на Министерството за култура. Таа повторно ги прими своите стари сопственици. Има една работа која јас кога растев ми беше даун, дај бе човече. Главно беше да излезеш у кафана, запали цигара, врти ја малборката, биди шизик, спорт. Спорт е за селјаци, за даун неуки. Во населбата Триангла беше ставена во употреба новата спортска сала Методи Антонов Ченто, која е дел од проектот на владата на Република Македонија
за изградба на 35 спортски сали и 50 фудбалски игралишта. Добро е во една држава да се гради, добро е да има добра спортска инфраструктура, но проблем е одржувањето. Не е проблем ти да го изградиш. Ти можеш да изградиш и за 30.000 сала, но после тоа треба некој таа да ја одржува. Треба да има надпревари за да може таа да биде исплатлив. Ја поздравувам и мислам дека е тоа една од подобрите работи за спортот и дека треба што повеќе такви работи да би деца излегла од дома, да имаат простор каде да тренират и каде да се занимаваат со спортот. Државата значи полека прави стратегија, прави овој спортски објекти, значи сали, терени и мислам сме мрдати, меѓутоа недостасуваат уште многу работи. Овој објект ќе значи спортски препород за Газибаба, кој ќе може да го користат учениците за физичка настава, како и сите граѓани во рекреативни цели, изјави председателот на владата. Денеска моите деца се занимаваат со спорт и јас сум најсреќен заради тоа. Како ги гледам ни спортот како растат, како се занимаваат со тоа, ни стануваат се подобри луѓе. Не учествувам во нивното воспитување. Се превоспитуваат. Што видов од нив, што не можев ја како родител да им го дам, бидејќи никогаш го немав. Ја немав дисциплина. Они се дисциплинирани. Они имаат волја секоја недела да идат до врвна водна. 3 пати на тренинг кошарка. Тоа незамисливо за мене било. За директорот на Агенцијата за млади и спорт, ова спортско здание е 12-тата сала изградена со средства од државниот буџет. Тој најави дека до крајот на месецов ќе бидат пуштени уште 4 сали. Фалат инфраструктура, фалат милион, не само сали, кошаркарски, не знам, стадиони. Фалат места за баскетни змало 30. Да има кошеви, кај што по цел ден од сабајле до вечер ќе се дрочи со рефлектори, за да се искошкаш, да се почувствува, да се усетиш како маж и како зрење ни спорт. Во се можеме повеќе. Значи, апсолутно дека можеме и во спортот многу повеќе него што имаме сега. Треба да се работи многу повеќе, треба да се вложува. Мислам дека треба, ако дојде и закон за спортот, да можат и луѓето, пошто без парите не може ништа, ако се вложува во спортот и самим тим ќе дојде резултат. Денеска токму тоа е она што нам ни треба. Спорт. Децата со спорт да се занимава. Не го учам ни да не земат цигари или алкохол или дрога и така натаму. Едноставно тоа што се занимава, самото тоа што се занимава, го тргнува од другава страна. И јас како родител сум многу мирен.